идеме у продавница. Ја ставиш маскава на лице, а пиштолот ќе опериш на продавачот у глава и ќе му кажеш да ти ги даде сите пари. А ако одбие, ќе му кажеш дека ќе му етемулираш главата со цел шаржер, а? Црни и криви е краткометражна комедија, а се работи за двајца не така бистри пријатели кои што во еден момент сваќаат дека останале без скршен денар и решаваат да ограбат продавница, му употребувајќи играчки пиштоли и детски маски. Здраво, јас сум Марко Џамбазовски, музичар, монтажер и режисер, автор сум на неколку краткометражни филмови, меѓу кои мојот последен Црни и криви. Мислам дека љубовта за камерата и за филмот во мене била од секогаш, затоа што се сеќавам ете уште како мал, уште како дете, со другари сме снимале некои кратки филмови, кратки скечеви. Во 7-мо оделение, кога со другари почнавме да правиме некои бендови, јас тогаш сакав да свирам тапани, имав еден импровизиран сет од тенџериња и кофи и така свиревме. И беше тоа така интересно, симпатично од денешна перспектива. А веќе после година дена почнав да свирам гитара. Конкретно 2011 ја формиравме Визија, бендот кој ден денес постои во кој што свирам. Со заработка во Македонија не е лесно во било која професија да си, меѓутоа сепак зависи од различни фактори. За авторска музика која зборувам, навистина тешко да се дојде до некоја заработка, дали од настапи каде што настапуваш или од, да не зборам за авторски права. На младите би им порачал да бидат своји, да бидат оригинални, да бидат искрени, да го прават тоа што сметаат дека вреди да се прави, да не се откажуваат од тоа. На институциите би им порачал да не се мешаат во креативната слобода на уметниците, туку да ја работат својата работа, а тоа е да обезбедат услови за просперитет на уметноста.